Македонските студенти некако последниве години се повеќе се интересирани за медицината и за техничките науки. Како да ги подзаборавија општествените науки, факултети на кои што недостасуваат студенти, но и како да подзаборавија дека постојат факултети на кои што се изучуваат природните науки и математиката. Токму заради тоа ќе зборуваме денес со еден од студентите на Природно-математичкиот факултет во Скопје. Велам добар ден и добре дојде за Адам Стојановски, кој што е студент, но и председател на Факултетското студентско собрание на ПМФ. Добре дојдовте. Добро ве најдов, благодарам за најавата. Јас кажав во најавата, некако поинтересни им се, попримамливи им се некои други насоки на факултетите, може слободно да ти предпоставам на твоите врсници, од природните науки и од математиката. Што беше клучниот момент што те натера тебе да се запишеш токму на овие студии и се разбира да го продолжиш своето образование во таа насока? Благодарам за прашањето. Науката, природните науки и математиката од секогаш ми представувале еден предизвик, ме интригирале, иако имам интерес и познавања во различни сфери од секојдневниот живот, но сепак тоа било нешто клучно кое што останало, представува предизвик бидејќи покрај тоа што можеби од средно образование па и на факултет треба да се изгради една основа, едни темели врз кои што понатаму би требало да се надградуваме академски, професионално. Секојдневно науката е во развој и представува предизвик за да се биде чекор со секој ново сознание, секој нов експеримент, теорија, а од друга страна можеби еден од главните фактори е тоа што сум пораснат со два професори, од кои баба ми е пензиониран професор по хемија, па може би цел живот сум имал секојдневно со кој да учам, да комуницирам и да дискутирам на тие теми. А пак од друга страна, Природно-математички факултет е составен од 6 институти кои нудат различни студиски насоки, кои од една страна се може би хетерогени, но понатаму во текот на студиите тие се расплетуваат едни со други. Да речеме таква и мојата студиска насока. Тоа сакав да биде следното прашање. Студираш на една многу интересна студиска насока, веројатно малку позната за поголемиот дел на студенти овде кај нас. Може би да, но треба повеќе да се чуе бидејќи е клучна. Медицинска физика, тоа представува буквално како и самото име еден спој на кој што е физиката и медицината, но и математика, биологија, хемија. Со тоа што како основа нели се поставува математиката и физиката, која понатаму примената и сите оние алатки и знаења се насочуваат кон медицина и како тоа понатаму има примена во здравството, кое што може би некогаш се заборава, но сепак тие се клучни работници во реалниот свет. И пред да преминеме на она што се така малку постручни прашања за твојата струка, ме интересира од твојата генерација колку студенти сте запишани на оваа насока? Од мојата генерација 20. А од претходните од прилика можеби? Па секоја година е различен бројот, зависно нели уписите и сите оние трендови кои што се следат. Не е голем бројот на запишани на студиската програма, но сепак е доста интересна и има секоја година запишани на оваа програма. Вие студентите на оваа програма практично имате можност да имате приватни часови со професорите. Таква привилегија нема секој. Какви истражувачки проекти или лабораториски вежби имате како дел од наставата? Практичната настава покрај нели предавањата и теоријата се еден нераскинлив дел од секојдневниот наш студентски живот на Природно-математички факултет. Нели зависно од студиската програма, институтот и акредитацијата, одреден број на предмети има лабораториски вежби.
според практикум кои се изработуваат во современи лаборатории со соодветна апаратура и уреди, со ментори, професори, асистенти кои се тука со вас за да вие успешно ги изработите. Исто така на крајот на секоја вежба се изработува елаборат, извештај за сработеното, кој што понатаму оди на проверка и тука некаде е тој истражувачки дух кој го развиваме, дека покрај теоријата и можеби решавањето на задачи нумерички доаѓа нели онај практичен дел. А воедно треба повторно зависно од студиската програма институтот, треба да поминеме пракса. Со тоа дополнително сме вклучени во реалниот свет, во секторот, во индустријата, здравството и го добиваме тоа реално искуство кое понатаму би го имале во академскиот живот. Дали сметаш дека научната кариера во Македонија има потенцијал? Па, јас како студент и еве можеби како председател на факултетското студентско собрание сметам дека и се надевам дека има потенцијал, бидејќи навистина Домот на науката, Природно-математички факултет, и воопшто нашите факултети имаат квалитетни кадри, имаат млади со голем потенцијал, со капацитет, со истрајност, мотивација, луѓе кои што навистина знаат што прават, се вклучени во многу конференции, светски се препознати и треба тие луѓе да им се даде акцент и поддршка за да продолжат да работат во науката и во овие сфери и на крај да ги задржиме на ова парче земја. Тоа е веројатно најважното нешто за кое што сите треба да размислуваме. Како се користат овие стекнати знаења од факултетот во индустријата, но и во образованието? Тоа може би е нешто во склоп со прашањето нели за праксата веќе почнав. Уште во тој момент, бидејќи секој институт и факултетот потпишува договори со различни фирми, институции, установи, училишта, например да речеме наставните насоки се спремни, подготвени да бидат наставници и професори уште веднаш после завршувањето на студиите. Воедно зависно студиската програма исто така може да се биде во здравство, да се биде во индустрија, зависно ли интересите и може би среќата каде би аплицирале, каде би не примиле, но има доста можности каде да се применат и да се работи. Поправи ме ако грешам, но мислам дека многу мал број студенти е заинтересиран за наставните насоки на природните на ПМФ воопшто. Па може би тоа некоја таква перцепција, иако барем еве од колегите тоа што гледам и што слушам, често и оние кои може би завршиле некоја друга насока, некои од нив се вработиле како наставници, иако може би не се запишале, но сепак тука имаме сите таа основа, некои основни предмети кои што се круцијални во еве конкретно да речем во физиката, понатаму ги имаме да речеме македонски јазик, педагогија и тие понатаму предмети кои треба да се усовршат за да се биде во образовен систем. Што би им препорачал на оние кои што треба сега да се запишат на факултет? Па да изберат и се двоумат, да речеме да изберат помеѓу ПМФ или некој друг факултет? Зошто на ПМФ? Па би им го поставил со она што кое што почнав, да се запрашат што ги интригира. Дали ги интригира постоењето на се околу нас, природата, дали може би тоа е на микрониво, во однос на атоми, електрони, или може би ги интересира како функционира космосот, Вселената на некој макрониво. Со тоа што би биле во однос на помалиот број на групи, имаат поголема достапност до професорите за било какви консултации, изработка на семинарски работи, вклучување во проекти. Од друга страна, многу побрзо може да се зближат со колегите, бидејќи сме секојдневно заедно, дали на предавања, особено на лабораториски вежби, тие траат некогаш по сат, 2-3, а тука доаѓа до таа колегијалност и дружба, воопшто и во самото студирање, многу е важно да се има тој круг на поддршка,
од започнувајќи нели од семејството, од блиските, од пријателите и колегите се еден тука клучен дел, бидејќи сте секој ден со нив и тоа е тоа. Оно што многу ги интересира студентите е кога ќе се запишат на факултет, дали има можност да се замине некаде надвор на некој семестар, некаква меѓународна соработка, учество на некакви конференции во странство, црпење искуства од европските факултети. Каква е состојбата на ПМФ? Постојано има повици, тука секако постојат Erasmus плюс проектите нели за мобилност, исто така постојат повици за проекти меѓународни, дали тоа за почеток е онлайн, бидејќи некогаш нели не можеме да се организираме период да речеме на полагање или нешто. Често тие повици доаѓаат дали до факултетот или се информираат самите професори, некогаш и самите колеги изнаоѓаат некоја конференција, некој конгрес на кој што сакаат да учествуваат или се слушнале, па бараат менторство, изработуваат некој научен труд и се представуваме на меѓународно светско ниво. И за крај, какви се твоите лични цели по завршување на студиите? Дали се гледаш себе си во академскиот свет, во индустријата, со оглед на тоа што студираш медицинска физика, или пак во нешто трето? Ќе останеш овде, во Македонија, или размислуваш да заминеш? Искрено, најверојатно нешто би се насочил сепак кон здравството. Може би звучи амбициозно и претенциозно, но би сакал нешто сепак да биде кон здравството, може би нешто поврзано со ракот и нели како нешто кое што се уште не е целосно, лекот не е целосно дооткриен, бидејќи мојата струка делумно и со тоа се бави, обработува теми од тоа. Се надевам би останал тука, но тоа сега не можам да го одговорам. Првично би ги завршил студиите тука и би ги разгледал можностите во Македонија. Нели секако и мене ми следуваат пракси, па би имал можност да видам и да искусам како би било во македонските институции, фирми, установи и слично. За вакви студенти како тебе, кои што се занимаваат со една научна работа, јас искрено посакувам да си ги завршите студиите, да заминете малку надвор и да соберете знаења од таму, а потоа да дојдете овде и овде да ги применувате сите оние искуства што ги имате собрано од другите држави понапредни од нас, се разбира. Адам, ти благодарам што беше дел од нашата емисија и што сподели со нас искуство од твоето студирање. А на нашите гледачи само ќе им кажеме дека науката е двигател на напредокот, а природно-математичкиот факултет е место каде што младите истражувачи ги добиваат потребните алатки за да го менуваат светот.